како заклучок на тоа би било да Македонија за отприлика 30 години може да има, значи, некој кој денеска има 20 години, за 30 години, значи, кој ќе има 50 години, може да живее со просечен стандард во Европската унија. Тоа се, да кажам, можностите долгорочно. Тоа не е утре и тоа не е добро ако не сте млади, али за идните генерации тоа е апсолутно фасцинантна можност. Нашата цел е економскиот раст да се зголеми за 5% од бруто домашниот производ. Да се зголеми учеството на извозот во вкупниот раст на бруто домашниот производ, но и да се преструктурира самиот извоз кон поголем опфат на домашните финални производи, технологии и суровини. Тоа е нашиот план за економски раст, од кој придобивка и непосредна корист ќе имаат сите граѓани, сите инвеститори и целокупната економија. И ако прашате што ќе биде структурата на идниот раст и развој на Македонија, тоа е пред се и над се поддршката на домашната и странската инвестициона активност во државата. Македонија може и мора да биде достоинствено место за живот за сите граѓани. Убеден сум дека со заедничка соработка и партнерски однос на државата кон компаниите ќе ја постигнеме токму оваа цел. Јас сум убеден дека поддршката и развојот на домашното стопанство пред се, секако добре дојдени се и странските инвестиции, се најважната спирала на растот и развојот на среден и на долг рок. Убеден сум дека не треба да чекаме 30 години да дојдеме до 90% од она што значи просек во Европа. Еве, со 4% раст тоа се постига. Во моментот ние сме од прилика на 50% учество на извозот во бруто домашниот производ. Таа бројка за последниот квартал, значи за вториот квартал во 17 година е околу 53%. Ако ние не стигнеме до 60, 65, 70%, ние не можеме да рачунаме на сериозен раст. Таа бројка мора да биде многу посериозна.